Крајно време е Македонија да почне да ги користи парите од европските фондови за развивање на селскиот туризам, за да не ја повтори грешката на Бугарија, која со задоцнување се вклучи во овој процес, им порача доктор Никола Христовиќ, туристички консултант на своите колеги во Пехчево. Тој тврди дека овој туризам во Бугарија сега представува вистинска атракција. Најголемата атракција е домакинета, којато посреща гостите и готви сама. Најголемата атракција е домакинката која ги пречекува гостите. Готви сама, убави јадења и нуди прошетка со магариња, коњи, велосипед, со джипови. Сето тоа што го прави домакинката е многу интересно. И бугарите се научија секоја сабота и недела да одат на такви места. Мали куќи со 5 до 6 соби. Иако Македонија ниту во 2010 година не успеа да го сопре трендот за значително намалување на туристи, оптимизмот за привлекување на нови гости и тоа во сферата на селскиот туризам, каде многу повеќе се говори отколку што се работи, ја потенцираат и од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Ние треба да си тераме една своја стратегија и да го развиваме без разлика на моменталната ситуација на Грција. Тоа е евидентно дека е таму проблематично, меѓутоа исто така е евидентно дека ние го заборавивме малку домашниот гости. Не му обрнавме внимание, а он е голем потенцијал за развој на туризмот. Како поволен за привлекување на туристи се посочува Малешевскиот регион. Во неговите адоти се вбројуваат 7 водопади на изворот на Брегалница, Малешевското сирење, археолошките локалитети, црквите од 7 век и гостопримливото население.